Британскиот премиер Риши Сунак најави дека доколку неговата конзервативна партија победи на изборите во јули, ќе го врати задолжителниот воен рок во земјата. Некако воениот рок станува фокус на внимание во последниот период и во други земји. Токму за Велика Британија ќе зборуваме во продолжение. Ви најавив на почетокот дека ми е задоволство што во живо ќе имаме можност и прилика да се видиме со нашата драга Жанета Скерлев. Добре ни дојдовте во Слободен печат. Hello, good morning. Good morning, препознатливиот. Ова е како што се поздравувавме кога сум во Лондон. Сега тука, добро утро, добар ден, драго ми е што сум тука. Посебно ми е драго што секогаш се договараме за некои теми кои на двете ни се интересни. И еве ова со воената регрутација во Велика Британија, која предизвика, мислам, воопшто предлогот беше големо изненадување, никој не очекуваше такво нешто Риши Сунак да каже, и сега се дебатира надолго и на широко, некои се за, некои се против и многу интересно е. Сега ќе зборуваме подетално што всушност значи ова, но пред да преминеме и да навлеземе подлабоко во темата, ајде накусо што велат младите луѓе, бидејќи за ова се насочено конкретно младите 18 годишните момчиња, што велат тие таму, каква е нивната реакција? Па првата реакција беше what the heck, what is he thinking? Што побогу се случува? Интересно е дека сите се најдоа некако затечени, како што реков, тоа беше нешто што не протече како идеја или како иницијатива на конзервативците. Често пати се случува ако има некакви планови и се, тоа на еден и на друг начин да стигне до медиумите, да стигне до јавноста и потоа луѓето се подготвени да поставуваат прашања. Младите во најголем број случаи велат не сме заинтересирани, зошто вака, сакаме повеќе детали. По возрастните, тука е оној генерацијски јаз, барем според првичните анкети, над 65% од повозрастните велат да, така треба. Треба. И тоа, заради тоа што младите, посебно оваа генерација Z, тоа е се распуштено, тоа е се не можат смислата на животот да си ја најдат, седат дома пред компјутери, играат игрички. И ова воен рок си го замислуваат. И ова таман ќе ги направи, како да кажам сега, ќе ги направи луѓе на некој начин. И тоа мене толку ме потсеќа на општо, мислам, и кај нас го има тоа, војска му треба за да се среди. Но не ќе да е баш така, заради тоа што она што се предлага е малку поинакво. Ќе зборуваме, бидејќи сме кај младите, подготвивме една анкета токму од Лондон, во продолжение ќе ги замолам од режија да погледнеме што велат младите во Лондон на прашањето дали сакаат да одат во војска. I think it's a silly idea, to be honest. Because no one's going to vote for him in the next election anyway. I think they're just bidding on the old lads, trying to, they'll call the younger generation soft. And then the old people who will vote for the Tories anyway will be like, that's a great idea, yeah, we'll throw all the kids in, make them do something hard, but it's just ridiculous, it's just trying to get votes for them, and they're gone anyway. I think they're losing this, so they can say what they want, I think they're gone, to be honest. What they're doing at the moment is just a joke around the world, to be honest. I think it's ridiculous. There's going to be a lot of negativity from 18-year-olds. I'm only 19, so I think it's definitely going to... It's quite a drastic and sudden thing to put forward with. Да, ете што мислат младите претежно, ова е смешно и неверојатно за нив. Ајде да кажеме што кажа Сунак. Што му е идејата, што му е замислата, што сака да направи со овој воен рок? Сунак сака да ги придобие гласачите и, како што дечките фино кажа, момчињата, девојките, тоа е нешто што и го кажавме и претходно, нешто што и година по старата генерација. Тој смета на оние гласачи над 65
и нагоре, кои по некој дефолт низ годините, низ децениите гласале Тори, гласале за конзервативната партија. И со оглед на тоа што нели тие сметаат дека еве и она анкета ја што ја кажав над 65%, над 65 години, велат да, треба, меѓутоа Риши Сунак тоа го обвитка во на некој начин патриотизам или љубов кон сопствената држава и на друг начин дека младите треба да се запознаат меѓу себе, да се социализираат бидејќи премногу седат дома и служењето на војниот рок ќе им овозможи да научат нови вештини, да научат да се дружат, да излезат од дома, да научат на заедништво, да вежбаат, да бидат поактивни, да научат нови вештини. Акцентот се става и на млади кои се заинтересирани за компјутери, за набавки, за менеджмент, значи тие вештини да ги доусовршат и да ги развиваат. Но интересно е тоа што, пак велам, поделба се направи, младите... Ова е како идеја, уште нема многу детали околу ова и сега излегуваат некои детали. Се вели дека ќе има на два начини служењето војска. Едно ќе биде со воените сили, значи ќе има 30.000 места за млади кои ќе сакаат во војска да бидат 12 месеци, една година, а оние други кои не сакаат војска, не сакаат да одат во воените сили, ќе одат секој еден викенд во месецот, ќе одат и ќе работат на социјално корисни шеми кои допрва ќе бидат определени. За да се намамат младите, Риши Сунак... Тоа ми беше следното прашање. Како ги инспирира младите? За да ги намами младите, тоа беше една од оправдањата или една од морковот или мамецот беше дека тие ќе се препорача на јавните и на приватните предпријатија овие луѓе да имаат предност при вработување, меѓутоа ќе се препорача. Не значи дека кој служел војска или кој учествувал во некој од тие шеми, одма го чека веднаш работно место. Интересно исто така беше, типично, од младите, од некој од младите, а добро ќе се плаќа? Значи, ние што ќе седиме, што ќе бидеме во војска 12 месеци или што ќе работиме на разни проекти еден викенд во месецот, во текот на следните 12 месеци, ќе има нешто, некоја... Да, јас имав една прилика, едно девојче во училиште да ми каже зошто не ни плаќаат нас како што вас ви плаќаат на работа кога одите, зошто ние што одиме во училиште не ни плаќаат и нас. Новите генерации имаат многу се бизнис ориентирани. Така што и нормално беше да се постави тоа прашање, има многу неразјаснети прашања, на пример, што дали не само пари, туку како ќе оди сето тоа, дали ќе служат во вистинските воени сили или тоа ќе бидат некои помошни сили, заради тоа што Велика Британија редовното служење на воениот рок го се откажа од него во 1960 година. И до 63 година сите што беа на некој начин поврзани со војската за редовно служење се расчисти тоа. А остаток е од Првата светска војна, која во 1918 во Велика Британија прва регрутација е извршена. И тогаш не беше многу популарно. 200.000 луѓе излегоа да протестираат во 1918 година за регрутацијата и тогаш беше 18-19 годишници. Вториот пат обид да се регрутираат млади луѓе беше во 1938, значи пред Втората светска војна. И тогаш беше за млади луѓе, меѓутоа кога почна Втората светска војна, имаше широка регрутација и тогаш беше од
18-19 до 60 и нешто години, бидејќи нели кога Хитлер ја нападна Полска и потоа кога Германија ја објави војна на Велика Британија, веќе се сменија работите. Меѓутоа во 57-8 од 48 пардон, остана таа регрутација се до 906 кога се укина. Младите не сака генерално, чест не исклучува се, сега може има некој што сака и што допрва чека да оди во војска, младите генерално не сакаат, повозрастите генерално им се допаѓа оваа идеја на Сунак. Какви се коментарите на аналитичарите, на медиумите, на експертите во оваа област, како оваа одлука, овој предлог, оваа идеја на Сунак ќе влие врз изборите? 90% од со бројки, до сега бев со бројки, па да продолжам со бројки, велат дека ова не е добро обмислена идеја. Дури еден од бившите воени команданти во британската армија се огласи и реагираше дека не е обмислено, не е добро испечена идеја, таков израз употреби. Дека мислеше Риши Сунак дека ќе привлече гласови, посебно нели на оние неговите традиционални гласачи, но со оглед на тоа што ти ако решиле да гласаат за ториевците, ќе гласаат за ториевците, коментарите се единствено поддршка имаше од министерот неговиот во владата за внатрешни работи, Джеймс Клеверли, кој кажа дека ова е добро, ова ќе се зближат младите. Видете, има нешто во ова, бидејќи во ред и државата да се грижи за интеграцијата на младите, за оваа оттугеност која се случува. Така што, меѓутоа, не е тоа начинот. Оваа иста влада ги укина сите младински клубови во Велика Британија. Да, ова еднаш го споменавте. Јас сум работела со млади луѓе од области кои не се привилегирани во Лондон, за време кога Олимпијадата се одржуваше 2012 во Лондон. Тие и тогаш кажува, ние имавме клубови, сега еден по еден се затвораат овие клубови и многу малку младински клубови. Немаат младите каде да одат, немаат каде да се дружат, немаат. Тогаш имаше од физички активности до драмски, до музички друштва, до учење некои занаети кои потоа може да им дадат можност за стартап компании да направат за мода, за дизајн, за било што. Сега само училиштето има. Сега во училиштето, ако оди во некоја секција, ќе оди, за другите треба пари, бидејќи само тие што може да си дозволат ги носат децата на тенис, на балет, на бокс, на атлетика, на било што друго. И ова можеби беше еден начин на Риши Сунак за изборите. Колку имаме? 34-5 дена до изборите и не се ни свесни луѓето дека треба ова да биде. Не беше добро образложена идеја, освен неговите. Ова не беше начин, според многу аналитичари, а и според мене. А како реагираат противниците, останатите политички чинители? Какви се реакциите од оние кои што не се истомисленици со Сунак? Велат дека од тоа дека ова е налудничава идеја, лидерот на либерал-демократите на извесен начин ја исме оваа идеја, ова е очајнички обид на Риши Сунак да допре до гласовите на младите, ама тоа ќе се сврти против него. Лидерот на шкотските либерали, лабористи рекоа дека не е тотално необмислена и така нафрлена идеја и дека ова делува како реакција на несериозен политичар. Многу интересна беше реакцијата на Северна Ирска, бидејќи британската војска и Северна Ирска имаат долгогодишни меѓусебни, да кажам, недоразбирања, тоа ќе биде многу така на англиски,
имаат непријателства. Британската војска е неомилена, бидејќи кога беа насилствата во Северна Ирска, тие беа вклучени во смирување на немирите. И имаше коментари кои јас ги гледав и ги читав на Твитер, на други социјални мрежи, во кои еден од градоначалник на едно местенце во Северна Ирска вели да дојдат тука и да ни кажат дека ќе ги земаат младите и ќе ги носат во војска. Не е така, никој нема да дојде да ги земе, меѓутоа карикираше малце. Па вика, јас уште го чувам стапот зад врата и, тоест, да бидам искрена, покрај стапот може би има и нешто друго. Меѓутоа вели уште го чувам стапот зад врата и ќе видат што ќе им се случи. Значи, исто и во Велс, значи Шкотска, Велс, Северна Ирска, реакциите се на политичките структури главно негативни, а како што видовме и во Англија, и може би во иднина ќе има некој начин, некој вакво ангажирање на младите, доколку победат конзервативците, бидејќи тоа е едно од нивните предизборни ветувања. План. Сега сакам да направам една компарација. Минатата недела ја даде оваа идеја во јавноста Сунак. Во меѓувреме и Германија даде предлог дека сака да се воведе повторно задолжителниот воен рок за кусо потоа да се предомисли, односно се откажа од плановите за задолжителен воен рок и кажа дека само волонтери ќе можат да ја носат униформата на германската војска. Дали може би Сунак има шанси да се предомисли да го предложи ова дека ќе бидат само волонтери, со оглед на тоа што гледа дека претежно реакциите не се добри? Најверојатно така ќе биде, ако се случи, значи ова се хипотетички зборуваме, бидејќи треба младите кои сакаат да служат војска од тие 30.000 места, и војската во UK реагираше како сега ние сме професионалци и сега ќе ни дојдат некои аматери и веќе нивото на војската се симнува. Она што беше интересно е што Риши Сунак кога изјави дека ќе има избори, неколку дена пред тоа во еден говор кажа дека доаѓаат тешки времиња за земјата и воопшто за светот, за Европа, ама посебно за земјата. Дури го прашуваа луѓе, добро, ако останат конзервативците на власт, полесно ли ќе биде? Вие ли сте тие што ќе спасувате земјата? Така што сето ова дојде како тешки времиња, а што ако се завојува со Русија, што ако треба НАТО да се зајакне, и некако оваа вода оди на таа воденица на многумина велат, некои велат на плашење народ, па ајде сега ќе ги земаме и младите. Од една страна тие ќе си ја најдат смислата на животот, а од друга страна и веќе имаме ние некоја резервна војска и така, што се е фино и убаво, меѓутоа ако се следи примерот со Тајван, например, каде што владата се обидува да воведе редовна регрутација, само 1% од младите се согласни, а Тајван е постојано под некои закани од Кина и таму надлетуваат авиони во нивниот воздушен простор и бродови влегуваат во територијалните води. И младите велат дека да, си ја сакаат својата земја, меѓутоа кога треба за задолжителна регрутација, не се согласни и велат дека тоа треба да биде на доброволна основа. Исто тоа се пресликува и кај нас. Да. Некако често ми ги читаш мислите на едно од прашањата ми беше впрочем тоа, да, можеби е политичка заднината за оваа идеја со оглед на тоа што сака да купи гласови кај повозрасните, но која е најпослед целта? Значи целта е сепак
Сега да не звучам лошо, но инспирација може би е актуелната војна помеѓу Русија и Украина. На тој начин се создава навистина страв и со Андоновиќ утринава ја начнавме некако оваа тема. Колку тие војни се всушност инспирација за одново да се пробуди кај повеќе земји потребата за воведување на задолжителен војен рок? Несомнено има улога, не може да нема и треба само, мислам, да е слеп човек, да не ја види поврзаноста. И спомнати и за Германија, макар што германците нешто ги копираат британците, тие сака и своите незаконски имигранти во Руанда да ги праќаат, меѓутоа бидејќи не му полета ни еден авион на Риши Сунак со бегалци незаконски од UK да одат во Кигали, видоа германците дека ова не е баш толку лесно за остварување, исто и за војниот рок. Во светот постојат 66 земји кои имаат регрутација. Најголемиот дел се слободна, кој сака. Друг дел, прочита во Бразил, например, има задолжителна регрутација од 12 до 18 месеци, меѓутоа многу мал процент, од 8 до 10%. Дури во Соединетите држави има задолжителна регрутација, меѓутоа таму само 1%. Значи се наоѓаат различни начини. Секоја земја си прави како мисли, но во најголемиот дел од демократиите служењето воен рок е на доброволна база. Се обучуваат луѓето, се плаќаат. Потоа, ако сакаат да професионално да останат во војската, може да останат. Ако не, тоа е едно искуство. Кај нас уште има кога ќе седнете со некој од повозрастната генерација, ако немате товажа JNA со срце со стрелка, има еден куп спомени кога бил на стража, кога бил, мислам, тоа се приказни и пријателства од едно време. Остануваат за секогаш. Предпоставувам дека и на тоа сметаше лидерот на нашиот премиер Риши Сунак. Но велам пак некако печено, недопечено, не без како да не беше обмислена доволно, бидејќи многу прашања остана без одговори. И дали тие ќе им се смета како практика на некој начин, како работно искуство, освен она што го спомнавме и за парите, дали ќе им се плати, тоа ги интересира младите. И исто така, ако стане задолжително за одреден број млади луѓе, тие од 18, например, години, дали ќе има казни? Ако некој одбива. Например, во Првата светска војна, исто и во Втората светска војна, во UK имаше луѓе, млади луѓе кои одбива да служат војска, бидејќи ги вика conscientious objectors, тие што приговараат, се противат на ова заради тоа што совеста не им дава да служат во воените сили. Меѓутоа тие можеа да работат по болници, на разни други места, доколку меѓутоа одеа на суд. Па судот решаваше дали овој навистина има силни убедувања против служењето војска или сака да избегне заради тоа што му е страф, или тоа се сериозни работи, сериозни теми кои и многу неправди се направени тогаш и тие работи не би требало да се случуваат. Ке видиме после 4 јули се изборите, ако не се лажам. 4 јули се, да. Ке видиме што ќе се случува дополнително. Ке видиме дали меѓутоа и од ова анкетата се покажа, младите велат no way, Хозе, нема шанса. И ова момчето што кажа, вели конзервативците и така ќе ги изгубат изборите, што си го троши времето, но пак по старата генерација има поинакви мислења, па ќе видиме како
како ќе се развиваат работите. Благодарам Скерлев што беше утринава заедно со нас. Верувам дека на гледачите им беше интересна темата која што одбравме за дискусија. Она што ни преостанува во утринската програма на Слободен печат е каде во слободно време, односно ќе ја пречекаме Ана во студиото да ни каже кои се новостите за настаните, каде можеме да одиме и да прошетаме, бидете тука.